Добар ден, ученици! Во оваа видео лекција ќе учиме за мерење на масата. Целите на оваа лекција се да се користат стандардните мерни единици и нивните кратенки килограми и грами за проценување, мерење и запишување на масата. Да знаеме да ги користиме врските помеѓу познатите единици за маса, да знаеме да ја прочитаме масата од вага. Вагата е мерен инструмент за мерење на масата. На овие слики ни се представени неколку видови на ваги. Првата вага е куинска вага. Најчесто ја користиме во нашите домови. И оваа вага е куинска вага, меѓутоа е дигитална и е најпрецизна во мерењето. Овие две ваги се стари ваги, кои што најчесто се користат по пазарите. Овие две ваги се користат за мерење на телесната тежина. Оваа вага овде се користи при мерење на тежината на бебињата. Основна единица за мерење на маса е 1 килограм, кое што скратено се запишува 1 кг. 1 килограм е исто што и 1000 грам, што значи половина килограм е еднакво на 500 грами. Тука ни се представени две задачи, каде што килограмите ги претвораме во грами. 1 килограм и 358 грама е исто што и 1358 грама. 3 килограми и 500 грама е исто што и 3500 грама. На оваа куинска вага мериме одреден производ. Треба да знаеме да ја прочитаме масата на овој производ. Бројките што ни се представени ни означуваат килограми. Доколку стрелката се наоѓа кај бројот 3, масата на производот е 3 килограми. Поделбите помеѓу броевите означуваат 500 грама. Што значи, доколку оваа стрелка се наоѓа на оваа поделба, помеѓу 1 и 2, масата ќе биде 1 килограм и 500 грами. Во овој случај, масата на овој производ е 500 грама. На овие слики ни се представени производи со најразлична тежина. Некои се полесни, некои се потешки. Некои ги мериме во грами, некои во килограми. Наша задача е да ги подредиме овие производи од најлесен до најтежок. Како најлесен производ ќе го издвоиме моливот. По него круасанот, потоа доматот, па лубеницата и како најтежок производ е телевизорот. Моливот, круасанот и доматот ги мериме во грами, додека лубеницата и телевизорот во килограми. Во оваа задача треба килограмите да ги претвораме во грами и обратно. Половина килограм е исто што и 500 грами. 4450 грами е исто што и 4 килограми и 450 грами или 4,450 килограми. 1 килограм и 110 грама е исто што и 1110 грама. Другите задачи може да пробате, да се потрудите да ги решите самостојно во вашите тетрадки. Тука ни се представени 3 куински ваги, кои што мерат на различни производи. Првиот производ што го мериме, корпа со овошје и зеленчук, ни е со маса од 2 килограма.
Бидејќи црвената стрелка гледаме дека се наоѓа кај бројот 2. Во вториот случај можеме да забележиме дека оваа куинска вага мери во грами. Што значи оваа вага може да измери производ најтежок 1 килограм. Поделбите ни се 100 грами, 200, 300, 400, 500 и така натаму. Во овој случај, вазната што ја мериме е со тежина од 700 грами. И третиот производ, оваа вага може најмногу да измери 10 килограми, е со тежина од 5 килограми. За домашна задача може да измерите неколку производи со помош на вашата куинска вага и тие мерки да ги запишете во вашите тетрадки. Ви благодарам што ја следевте оваа видео лекција. Се надевам дека научивме да мериме масата на производите. До гледање!